До Иранското езеро туристички бисер, патеката на Мистон во Василево, економска валоризација на цареви кули во Струмица. Се одобрените проекти со кои аплицирале локалните власти на вториот повик за локална и регионална конкурентност на туризмот финансиран преку ИПА програмата на Европската Унија, со учество и средства од домашниот буџет. Преку истата програма Гевгелија треба да добие фамилиарен хотел во центарот на градот, а во Колешино треба да се реализира проектот Култот на водата. Вчера беа подпишани договори со 12 невладини на ниво на Македонија за близу 50 милиони денари со кои ќе се развива локалниот и регионален туризам. И овој проект, иако го носи тој назив, во главно треба да има импакт во туризмот. Тој е поделен на 3 сегменти. Првиот сегмент е одредени средства, значи за асоциации кои што треба и издруженија на граѓани кои што треба да ги подобрат од околностите во туризмот во Република Македонија. Вториот сегмент е за мали и микро претпријатија кои што ќе следи после овој сегмент, значи откако ќе ги подпишеме овие договори, многу скоро ќе ги подпишеме и тие договори. И најголемиот сегмент, значи во оваа област е делот на инфраструктура во општините, кој што ќе биде подпишан исто во најскоро време, да речеме, можеби во периодот од месец дена од сега. Проектот е замислен во овие 3 компоненти и при тоа, значи, се очекува да компаниите и асоциациите добијат грантови со кои што ќе ги развиваат, значи, од приватен аспект туристичките активности во Република Македонија, а додека општините треба да ја развиваат инфраструктурата за туризам во нивните општини на кои што припаѓаат. Сите апликации се поднесени, евалуацијата е направена, договорите се припремаат, практично она што се чека само е во делот на инфраструктурата, односно во делот на општините, да тие ги завршат сите активности во поглед на вадење на градежна дозвола. Директорката на проектот за локална и регионална конкурентност Антонија Шијак посочи дека во рамки на проектот биле организирани повеќе од 20 инфосесии, работилници и настани, а оствариле и соработка со стопанските комори за да може да привлечат што поголем број потенцијални корисници, кои може да дадат придонес за развој на туризмот со своји проекти. Очекуваме зголемување на квалитетот на понудените услуги во туристичкиот сектор преку организација на бројни обуки и едукација за вработените во туристичкиот сектор. Подобрување, проширување и избогатување на постоечката актуелна туристичка понуда, меѓутоа и воведување на нови иновативни решенија, IT солуции кои што ќе бидат атрактивни како за домашните, така и за странските туристи. Сите апликанти беа избрани на вториот повик што беше објавен во март минатата година. За реализација на проектните активности преку Европската Унија ИПА-2 инструментот за предпристапна помош на располагање има 18 милиони евра со учество на владата во износ од 3,2 милиони евра, а спроведувањето на проектот е со партиципација на Светска банка. Договорите со другите одобрени апликанти ќе бидат подпишани во подоцнежната фаза.